14-тото коло од бизнис лигата на Македонија го отворија екипите на Саво осигурување и Елем. Екипата на Елем ја имаше иницијативата во текот на целиот надпревар. Уште на самиот старт наметна интензивен ритам и во свој препознатлив стил успеа да стекне резултатска предност, која на полувремето изнесуваше 4:1. Во второто полувреме Елем продолжи во ист ритам, за кој Саво осигурување не можеше да најде против игра. Во текот на целиот втор дел, Елем од минута во минута ја зголемуваше предноста, со што не ја остави простор на Саво осигурување да се врати во надпреварот, кој го загуби со 11:1. Стрелец на голот за Саво осигурување беше Данило Апостоловски. За Елем погодија Антонио Ничевски, Синиша Ковачевиќ, Пеце Соклевски, Владко Петровски, Павле Маđовски и Александар Бокан. Екипата на Евана одлично го отвори вториот надпревар од 14-тото коло. Во текот на целото прво полувреме играа константно добро, пред се во делот на нападот, каде што се истакнаа со одлична реализација, не давајќи му на Раде Кончар да постави против игра, па на полувремето заминаа со предност од 3:0. Екипата на Евана ја засили играта во нападот, стекнувајќи недостижна предност која на крајот изнесуваше високи 10:0. Стрелци на головите за Евана беа Томи Илиевски, Вилијам Митев, Бојан Симоновски, Жарко Пунтовски и Дејан Китановски. Екипата на Аџибадем Систина во дуелот со НЛБ Банка уште на самиот старт влезе мощно мотивирано, наметнувајќи брзо темпо на игра. Кај НЛБ Банка беше воочлива лошата поставеност на играта во одбраната, која Аџибадем Систина максимално ја искористи и со одлична реализација на полувремето имаше предност од 3 гола, односно 4:1. Во вториот дел, екипата на Аџибадем Систина продолжи во ист ритам, не давајќи на екипата на НЛБ Банка простор да фати резултатски приклучок, пошто на крајот успеа да слави со 6:2. Стрелци на головите за Аџибадем Систина беа Ивица Петровски, Никола Трајковски, Даливор Дамјановиќ, Горан Манов и Кристијан Димковски. За НЛБ Банка погодија Жарко Димитриевски и Стојан Сапаловски. Дуелот помеѓу екипите на Рамстор и Окта го отвори екипата на Рамстор преку Арслан и тоа во раната фаза од надпреварот уште во 5-та минута, а на кој му се приклучи и Бекир само минута подоцна. Окта не можеше да ја одбие офанзивата на Рамстор, кој во своите редови имаше неколку расположени поединци, преку кои на полувремето замина со резултат од 4:1. Во вториот дел, двоецот Бекир Арслан беа носители на играта на Рамстор. Екипата на Окта немаше соодветна одбрана за ова дуо, која очигледно имаше своја вечер, па заедно успеа да постигнат дури 8 гола и да му донесат победа на Рамстор од 9:3. Стрелци на головите за Рамстор беа Ведат Арслан, Ибрахим Бекир и Зоран Алексовски. За Окта прецизно стрелаа Драганче Стојановски, Александар Јовчевски и Живко Котевски. Брз и динамичен фудбал, проследен со постојан притисок и цврста одбрана, покажа екипите на ПКБСКО и Лукойл. Во првото полувреме се играше егал, но екипата на Лукойл со подобра реализација успеа да го заврши полувремето со 2 гола разлика, односно 3:1. Во вториот дел, екипата на ПКБСКО успеа да фати резултатски приклучок и имаше пенал за израмнување на 3:3, кој не го реализираше, пошто дојде до психолошки пад во нивната игра, кој пак Лукойл успеа да го искористи и со маестрална игра и перфектна завршница да го добие овој надпревар со 6:3. Стрелци на головите за ПКБСКО беа Дарко Рунтев, Слободан Игнатов и Маријан Величковски. Кај Лукойл погодија Мартин Лаќозовски, Липчо Апостоловски, Станој Коцев и Жарко Климкаров.
Екипата на ЈСП преку Србиновски за неполна минута успеа да дојде до водство од 1:0 во дуелот со Гранит. Ваквиот влез во надпреварот му дозволи на ЈСП да се разигра и да направи предност, која екипата на Гранит во текот на целото полувреме се трудеше да ја анулира. Сепак играчите на Гранит не успеа во оваа намера, па на полувремето ЈСП отиде со минимална предност од 3:2. Во вториот дел, екипата на Гранит играше одлична одбрана, преку која успеа да го запре налетот на ЈСП, што им влеа самодоверба. Во продолжението, Гранит преку против напад успеа да го израмни резултатот, со што на само 5 минути од крајот на надпреварот се влезе во егал завршница. Екипата на ЈСП беше приморана во своите редови да внесе голман играч како одговор на цврстата одбрана на Гранит што вроди со плод, па со 2 гола во низа успеа резултатски да се одлепи и да го добие овој надпревар со 5:3. Стрелци на головите за ЈСП беа Маријан Србиновски и Велко Серафимовски. За Гранит погодија Дарко Стојановски и Сашо Каровски. Го загубивте надпреварот од ЈСП со резултат 5:3, ако до 35-та минута имавте нерешен резултат. Што мислите, што е пресудно за поразот? Од слабата одбрана имавме доволно измени, односно ни една. Дали во наредниот надпревар планирате некои промени да се зголеми фондот на играчи? Бројот на играчите и да победиме до крај. Пресуди измената, па направивме голман играч, кога ставиме Маријан Србиновски кој го реши надпреварот. Со неговиот гол 4:3 веќе тука беа скршени екипата на Гранит и после тоа следуваше уште еден гол, бидејќи они со сите сили нападна и ние тоа знаеме да го искористиме. Екипите на Адмирал и Македонски Телеком го одиграа надпреварот на колото. Во првото полувреме и двете екипи ставија целосен акцент на играта во одбраната, не дозволувајќи отворени шутеви за гол. Во текот на целото полувреме имаше притисок врз противничката одбрана, па тешко се доаѓаше до добро изработен напад, па резултатот на полувремето беше 0:0. Во вториот дел и двете екипи тргнаа мощно офензивно и во отворен фудбал. Се играше гол за гол и ниту една од екипите не успеа резултатски да се одвои. Ваквата игра траеше се до 37-та минута, кога Македонски Телеком успеа да направи целосен пресврт благодарение на Лазаревски и Насковски, преку кои дојде до победа од 6:4. Стрелци на головите за Адмирал беа Александар Лазаревски, Горан Грковиќ и Стефан Серафимовски. За Македонски Телеком погодија Ивица Велјановски, Михајло Лазаревски и Стефан Насковски. После последниот тајм-аут што го направивме, после 35-та минута, мислевме дека треба да се обраниме конечно на 4:3 и помислевме дека ја победевме утакмицата. Но се покажа дека не требаше да се браниме, цело време притискавме, игравме пресинг на противничката екипа, така што не требаше да се повлечиме. Се повлековме последните 4 минути, примивме 3 гола. Пресудно беше промената игра и измената со голман играч, кај што почнавме на 2:0 да играме и го свртавме резултат. Па уште еднаш бевме во негатива, кај што дававме гол за нерешен резултат и да поведеме и тогаш ја сменивме играта со класичен голман. Мислам дека беше многу добра утакмица, кај што покажува резултатот на полувреме 0:0, па во второто полувреме малце по-разиграно од двете екипи и тоа резултатот си е во наша поволност и сме задоволни. За разлика од претходните два надпревари каде што изгубивме, значи денеска сме комплетни и идеме на победа, нормално. Дали имавте некои посебни подготовки во врска со овој надпревар, ако се знае дека сте во полн состав? Па не сме имали некои посебни подготовки, но се надеваме дека денеска после имаме нормално тренинг после 10, така да се обидуваме да се уиграме и да одиме поднапред што можеме и поднапред. Па немаме играчки промени, значи дури на овој место и без резерва. Па се надеваме на последните надпревари ќе успееме да излеземе од долниот дел на табелава, па ќе видиме сега на овој надпревар, очекуваме победа, па ќе видиме. Крајно израмнен надпревар одиграа екипите на OneWhip и Факом. И двете екипи во текот на целото прво полувреме водеа израмната борба, играјќи доста динамичен фудбал. Во првиот дел и на двете страни беше постигнат по еден гол, благодарение на Ицковски кај OneWhip и Мисердовски кај Факом. Во второто полувреме се продолжи во ист ритам и беше крајно неизвестно и израмнето, буквално до последната секунда од мечот.
кога екипата на OneWeb преку Ангелковски успеа да дојде до водство и победа од 3:2. На ова претходеше и одлична одбрана на Удовалиев од OneWeb, кој спаси 100% шанса за гол. Стрелци на головите за OneWeb беа Филип Ицковски и Мартин Ангеловски, додека за Факом погодија Боро Мисердовски и Бован Китановски. Во последниот надпревар 14-тото коло на бизнис лигата на Македонија, силите ги одмерија екипите на Уника и Евролинк. Осигурителното дерби во првото полувреме донесе крајно изравнет фудбал, во кој и двете екипи демонстрираа одлична игра во нападот и со колективна игра на двете страни успеваа да доаѓаат до отворени шанси кои ги претвараа во голови. Полувремето заврши со изравнет резултат од 3:3. Во вториот дел и двете екипи продолжија во ист ритам. Се до самиот крај се играше мотивирано, кога Уника успеа шансите кои беа обезбедени од играчот, плюс да ги претвори во гол, додека пак екипата на Евролинк не успеа да искористи неколку чисти ситуации, па го загуби овој надпревар со минимални 7:6. Стрелци на головите за Уника беа Људзим Каштањева, Арбен Нухиу, Бенјамин Гринца и Шабан Чупи. За Евролинк погодија Ивица Стевковски, Раде Бакев, Дарко Кадински, Гоце Ставровски и Александар Кузинаков. Ова коло се истакнаа следните поединци: Ибрахим Бекир од Рамстор, Вилијам Митев од Евана, Синиша Ковачевиќ од Елем, Маријан Србиновски од ЈСП и Михајло Лазаревски од Македонски Телеком. Екипа на колото е Лукойл, тренер на колото е Нестор Алексиевски од Македонски Телеком, додека голман на колото е Илчо Удовалиев од OneWeb. All-раунд играчи кои погодуваа во клучни моменти, асистираа до своите соиграчи кога беше непотребно и допринесоа за подигнување на моралот во екипата во ова коло беа Албрим Шакири од Адмирал, Владко Петровски од Елем, Томи Илиевски од Евана, Ведат Арслан од Рамстор, Мартин Ангеловски од OneWeb, Мартин Аладјозовски од Лукойл и Сашо Каровски од Гранит.